Четврток, 5 април 2024 година. Почитувани гледачи, добро дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него информации, детали за сите настани со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Ке го спречиме иселувањето на нашите деца и на нашите внуци само ако сме заедно со поголемите и побогатите земји. Ве уверувам дека оваа опција за која се застапувам и која ја бранам не може да ја однесе Македонија повторно во Балканскиот кал. Македонија не смее да се враќа назад, порача од Прилеп председателскиот кандидат на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски. Главната работа која ви ја кажав е дека ќе бидам председател на сите. Тоа значи не гледам партија, не гледам фамилија, не гледам вера или нација, гледам кој е човек, па и не луѓето сум ги примал. Значи сите ги примам, секој што има мака, секој што има нешто да ми каже, да му помогнам или да ми даде некаков предлог, некаква сугестија за да ги решиме проблемите на нашиве граѓани кои не се мали, го знаете тоа. Како што ви реков пред 5 години, како што ви реков пред 10 години, зад мене нема да има црна дамка, никакво петно, бидејќи не постои ни една афера во која сум бил инволвиран, ниту јас, ниту луѓето кои се мои соработници, и така ќе биде до крајот и на вториот мандат. Болката на сите ни е таа, децата и внуците ни одат надвор, затоа што овде ја немаат вистинската шанса. Прашуваат, нема место каде што сум поминал, нема граѓанин, човек со кој сум се сретнал, а да не ме прашал како тоа барем да го намалиме. Иселување, тој глобален феномен го има во најбогатите држави. Им велам, најдобро е ако тоа го правиме здружени со другите побогати и поуспешни од нас во Европа. Значи, ако Македонија во догледно време не стане членка на Европската Унија, сами со овие сили и капацитет и потенцијал и ум што го имаме, сами не ќе можеме тоа да го спрешиме во поголем процент. Ова нема да бидат избори како што обично се случуваат во секоја држава на 4 или 5 години. Нема да ги наречам историски, бидејќи не мислам дека секои избори се баш историски. Меѓутоа сакам да ве предупредам на една опасност која ја нуди, која ја доаѓа од опозиционата страна, зборам за главната опозициона партија, која нуди враќање назад. Ниеден договор од овие што ги спомнавме кој не направија дел од нормалниот и просперитетниот и безбеден свет, ниеден не им чини. Дали верувате дека 23 години после рамковниот договор тие би сакале да го менуваат и тој договор, која спречи војната? Овдека на плоштад имате жртви од таа војна. Знаете подобро од мене. Дали би се верува дека сакаат после Преспанскиот договор да го враќаат и тоа назад? Затоа што, слушате го ова, им пречи името Северна Македонија, а не им пречи функционерските плати што ги земаат како пратеници, како градоначалници со Северна. Па што не ги вратат мандатите на луѓето ако им пречи Северна? Не им пречи Северна. Сакаат да дојдат на власт. Очекувам масовна мобилизација за гласање уште во првиот круг на 24-ти, затоа што резултатот на 24-ти ќе ни каже кој ќе биде победник и на 8-ти. Ке бидам со вас и до вас, јас сакам да бидам со народот. Ке соработувам со новата влада, порача меѓу другото синоќа председателскиот кандидат поддржан од ВМРО, ДПМН и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова на првиот митинг во Скопје. Најпрво, ке ви се вратам вам, ке бидам до вас и со вас. Имаше еден умен изум на еден претходен председател. Се викаше Народна канцеларија. Изум познат во Соединетите Американски држави. Каде сте ги виделе канцелариите? Ги снема. Јас одговорно тврдам дека ќе ги отворам за вас, да ве чујам, да ве прашам, да побарам совет. Некој ќе реше тоа е скапо.
не мора да биде. Може да биде и мобилно, може да биде и регионално, ама јас сакам да бидам со народот. Ке ја почитувам владата, новата влада, и ке соработувам со неа. Некогаш ке ја советувам, некогаш ке ја критикувам, ке бидам своја глава. Ако во извршната власт има две глави, тие мора да соработуваат. Ке соработувам и ке ја кажувам, а мислам дека ке слушам укажувања. Надвор нема да заминам без да изградам консензус за најважните државни и национални прашања. Не се оди надвор во дуел, туку само во дуо. Дури и меѓу себе не се разбираа, а камоли со собранието. Ке го почитувам собранието како законодавен орган, но ако забележам врз основа на анализа дека отстапува од уставот и законите, ке побарам да се обратам, да предупредам. Ако и тоа не врви, ке употребам вето, не за да покажам сила и триумфализам, туку за да покажам дека и јас сум под уставот и законите. Со манифест за Македонија, Максим Димитриевски ќе ја бара поддршката и довербата од граѓаните на предстојните председателски избори. Тој вчера пред Македониумот во Крушево ја промовираше председателската програма, насловена како Манифест за Македонија. Истовремено беше промовиран и слоганот за новата негова кампања Максимум за Македонија. Само со максимум напори, макотрапна работа и остварување на целите, од сите нас заедно и секој поединечно, со ум и со разум, Македонија може да стане држава каква што посакуваме. Со личен пример ке мотивирам, поттикнувам и придонесувам секој граѓанин да го даде својот максимум. Македонија е пред раскрсница, Македонија е пред клучна одлука. Македонија мора да биде земја на среќни и задоволни граѓани. Македонија мора да гради пат кон иднината. Јас го знам вистинскиот пат, затоа ги повикувам граѓаните по илинден и јасном да се вклучат во изборното востание. Би сакал да ви презентирам дел од мојата програма за председателските избори. Таа е базирана на 5 стратешки начела и на 5 приоритети во првите 200 дена од преземањето на председателската функција. Ке ја представувам државата достоинствено и доследно. За мене најважни се националните интереси како основа на надворешната политика. Во ЕУ, да, но со заштита и почитување на националните интереси, гордо и достоинствено. Ке придонесувам низ диалог и аргументи за постигнување висока согласност за стратегија на надворешната политика и пристапувањето во ЕУ, истакна председателскиот кандидат на ЗНАМ. Димитриевски денеска имаше средба со граѓаните на Берово, Делчево, Македонска Каменица, Виница и Кочани. Огромната поддршка е доказ дека на граѓаните им е прекуглава од црно-белиот свет на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Тетовчани бараат промена. Имав шанса да поразговарам за проблемите со кои се соочуваат храбрите тетовчани. Нашата коалиција Храбро за Македонија има визија, имаме решенија и ќе донесеме суштински промени. Како председател на Република Македонија нема да ги делам граѓаните по етничка и верска припадност. Јас ќе бидам председател на сите и секој граѓанин во Македонија ќе има свој заштитник, порача вчера од Тетово председателскиот кандидат на ГРОМ Стефчо Јакимовски.
На отварањето на изборниот штаб во Дебар, председателскиот кандидат Арбен Таравари зборуваше за програмата, поточно за Уставот на Северна Македонија. Еден од 4 столба на нашата председателска програма е Уставот. Знаете дека Уставот на Македонија, кој беше изгласан во 1991 година, не беше изгласан од албанците и никогаш не беше поддржан од албанците. Покојниот Арбен Џафери рече, Уставот е генератор на политички кризи во Македонија и така беше. Ова беше вистина се додека не се случи конфликтот во 2001 година и овој Устав беше завршен и изменет, но Охридскиот договор никогаш не е целосно имплементиран. Дури и до денес, главниот столб од Охридскиот договор беше фискална децентрализација и тоа не се случи, само на хартија и никогаш не се спроведе, рече Таравари. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци на пресконференција го најави доаѓањето на нивниот председателски кандидат. Утре вечер сабота 6 април од 20 часот и 30 минути на градскиот плоштад во Кавадарци ќе се одржи голем митинг. Почитувани, со задоволство стојам пред вас како дел од ВМРО ДПМН за да ви го најавам предвидениот митинг пред парламентарните и председателските избори кои се наоѓаат пред нас. Ова е момент од изворедно значење за цела нација. Стоиме пред една раскрсница каде што нашите одлуки и гласови ќе одлучуваат во каква Македонија сакаме да живееме. Во овие критични моменти на предавство, криминал во сите институции и лажни ветувања, ВМРО ДПМН стои цврсто кон демократијата, правдата и развојот на нашата заедница. На митингот кој следи од страна на кандидатот за председател на Република Македонија, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова и идниот премиер, професор доктор Христијан Мицковски, ќе ви бидат представени нашите програми, планови и визии за иднината на Македонија, како и нашите амбициозни цели за подобрување на животот за сите нас. ВМРО ДПМН ги поканува сите сограѓани да ни се придружат на овој митинг во сабота во 20:30 часот на градскиот плоштад во Кавадарци, да изразат својата поддршка за горда Македонија, Македонија повторно твоја. Даштевски од ДИК на партиски документи на ДПМН е потенцијално кривично дело, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ. Скандалот со лажните анкети и документите од оперативниот план на ДПМН отвараат уште еден аспект, директно поврзан со изборниот процес. Председателот на ДИК, Александар Даштевски, е наведен како задолжено лице, заедно со други лица, за неопределени гласачи и обезбедување на избирачки список. Согласно сите законски прописи, председателот на ДИК не може и не смее да учествува во партиски активности, а нема никакво право да се меша во предизборни активности на било која партија. Ова е основано сомневање за кривично дело. Очекуваме одговор од председателот на ДИК Александар Даштевски. Масовно да излеземе и да го заокружиме бројот 2 за Гордана Силјановска-Давкова, за промени кои ќе донесат нова надеж и нова иднина за Македонија, повика од Велес Драган Ковачки од ВМРО ДПМН. Вчерашниот митинг во Скопје покажа дека Македонија има енергија, една многу убава, позитивна енергија. Го слушнавме крикот на народот, крик за промени, промени кои што ќе донесат одговорност за елитите, кои што ја донесоа оваа држава во калта, односно ја донесоа во ќорсокак. Промени кои што
ќе донесат нова иднина, односно нова надеж за сите граѓани во Македонија. Вчерашниот митинг покажа дека Гордана Силјановска-Давкова треба да биде председател на Република Македонија. Лидер кој што и ќе работи по принципи и лидер кој што ќе носи европски вредности. Затоа ве повикувам сите на 24 април масовно да излеземе и да го заокружиме бројот 2 за Гордана Силјановска-Давкова. Во дневникот информации од инфраструктурата од општина Кавадарци. По барање на локалната самоуправа денес се работи на реконструкција на фекална канализација и водоводна линија на крак од населбата Белкамен од страна на јавното претпријатие Комуналец Кавадарци, информираат од општината. Ученици од основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот собираат донации за бездомните миленици. Денеска на градскиот плоштад во Кавадарци беше поставен штанд каде граѓаните можеа да донираат средства за обезбедување на храна. Ние сме тука од ученичкиот парламент на Димката Ангелов Габерот Кавадарци. Јас сум председател на парламентот и ние одлучивме да организираме хуманитарна акција со која што ќе му помогнеме на бездомните животни. Очекуваме да ја покренеме хуманата свест кај луѓето и да донираат повеќе парични средства. Ова го правиме со Сдруженијето за бездомни животни Шепи 2021. И тие средства што ќе ги собериме денес ќе бидат доделени на Шепи кои што ќе ги наменат за храна за бездомните животни. Нашата акција продолжува и во понеделник, 8 април, исто на градски плоштад Кавадарци. Тука ќе бидеме од 10 до 14 часот. Ве покануваме да дојдете и да ја покажете вашата хуманост. Новинарскиот клуб при Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци во посета на КТВ телевизија. Покрај стандардното запознавање се дискутираше на тема медиумска писменост. Медиумската писменост е всушност оваа јавна писменост која што секој мора да ја има. Тоа е дел од образованието и главен предмет на нашиот предмет македонски јазик и литература. Оние кои даваат информации треба нормално да се писмени за да другите го разберат тоа. Значи да има доволно дикција во пишувањето, не е само во изговорот. Значи да се разбере она што се кажува или што се пишува. Во тоа е основата на писменоста. Предпоставка е нели дека работиме според основните правила и кодекси на однесување во областа на новинарството и во областа на живењето воопшто. Значи без дезинформации, без говор на омраза и така натаму, нели сите оние така наречени лоши работи кои што може да му се случат на човек. Вестникот и новинарскиот клуб постои поодавно, меѓутоа сега е некако поддржан, озваничен, прогласен за важечки со еден проект кој што е од УСАИД, нели, како донатор и Македонски образовен форум како организатор и спроводител на овој проект. Значи, околу 10 школи се од Македонија одбрани од средното образование, меѓу нив сме и ние, и мислам дека успешно го работиме, тоа се разбира аматерски. Во тек е изработка на електронски вестник, но во главном на официјалните страни, профили практично на Инстаграм и Фејсбук, кои се и најчести, ги објавуваме сите оние информации, настани кои што ни случуваат во училиштето. Значи, и онамо каде што сме во главном присутни како такви. Значи, ако сме на читање во музеи, вински или градски музеи, или во дом на култура, во библиотека. Значи, активни сме насекаде. Имаме членови од новинарскиот клуб кои што постојано се таму и на свој начин, со мала помош, менторска од мене, го спроведуваат тоа информативно, нели? Меѓународниот ден на ромите 8 април понеделник е неработен ден за припадниците на ромската заедница во Република Македонија, соопшти Министерството за труд и социјална политика.
Продолжуваме со спорт. ГФК Тиквеш во недела ја пречекува АП Брера. Двете екипи посакуваат полн плен за многу помирна завршница во првенството. Овој викенд на програмата се средбите од 26-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Единствено средбата помеѓу Силекс и Гостивар на програмата е утре, сабота 6 април. Сите останати мечеви од ова коло се закажани за во недела, 7 април од 15 часот, а се срекаваат Воска Работнички, Вардар Струга, Македонија Ѓорче Петров Шкендија, Брегалница Шкупи и во Кавадарци ќе се одигра еден од поинтересните надпревари, бидејќи ГФК Тиквеш ќе го нагости тимот на Академија Пандев Брера. На двете екипи бодовите им се и повеќе од потребни за помирна завршница во финишот од првенството. Фудбалските второлигаши утре од 15 часот ќе ги одиграат средбите од 23-тото коло. Двојките за ова коло се Арсими Охрид, Скопје Пелистер, Караорман Тетекс, Кожу Башкими, Детонит Победа, Саса Осогово, Новаци Беласица и во Неготино на Цва Арена, екипата на Вардар ќе го пречека лидерот на табелата тимот на Беса. Во недела во третата македонска фудбалска лига група Југ ќе се одиграат средбите од 16-тото коло. Марена ќе го пречека Големо Конјари, а во регионалната комшиска пресметка Росомон ќе биде домакин на Локомотива од Градско. Слога во Лажани ќе го нагости Бучин, Младост од Кривогаштани ќе му гостува на Превалец, а дербито во Крушево ќе го одиграат Питугули и Велешки Борец. Ракометарите на Тиквеш во дербито го пречекуваат Охрид. Ако кавадарчани сакаат висок пласман на табелата, победата за нив е единствената опција. Ракометарите овој викенд ќе го одиграат седмото коло од плејофот и плејаутот, инаку последно од првиот круг во ова надпреварување. Во плејофот сите средби се играат утре, сабота 6 април, а во нив Струга ќе го нагости тимот на Пролет, Вардар ќе го нагости Бутел, а во двата дерби надпревари Алкалоид го пречекува Еврофарм Пелистер, а амбициозниот Охрид доаѓа во Кавадарци на дуел со ГРК Тиквеш. Оваа средба се игра во салата Јасмин утре, сабота, со почеток од 18 часот. Во ракометниот плејаут, во сабота Куманово го пречекува Мултиесенс, а во недела ќе играат Скопје Голден Арт КЛ7 и Еврофарм Пелистер 2 Прилеп. Тимот на Вардар од Неготино во ова коло службено ќе го добие дуелот со Аеродром. Кошаркарките ќе го одиграат последното коло од регуларниот дел Пробаскет ќе игра со Вардар најверојатно во Скопје. Јан Бор го пречекува Патриот. Викендов ќе се одиграат последните коло од регуларниот дел на сезоната во двете женски кошаркарски лиги. Кај кошаркарките од групата А на програмата се средбите од последното седмо коло од оролоџото. Куманово и МЗТ во меѓусебен дуел ќе решаваат за позицијата број 3 на табелата. Крива Паланка е фаворит во дуелот со Струга, а Бадел ќе го пречека актуелниот шампион Баскет Кам, додека во надпревар, кој нема никакво резултатско значење, Пробаскет се среќава со Вардар. Во првата Б женска кошаркарска лига ќе се одиграат средбите од 18-тото коло. Тим Арена веќе славеше на гостувањето кај Спорт Тим со 42-76 и најверојатно од позицијата 2 ќе разигрува за пласман во елитата. Јан Бор утре од 12 часот го пречекува Патриот, кој е кандидат за позицијата 1, до која може да дојде само со победа. Во останатите средби играат Гостивар Пониква и Шкупиринија. Веднаш по завршувањето на регуларниот дел ќе се одиграат бараж надпреварите за влез, односно опстанок во првата А женска лига. Доколку Патриот го совлада Јан Бор, во баражот ќе игра со Струга, а Пробаскет опстанок во елитата ќе бара во дуелите со Штипска Тим Арена. Ќе се игра до 2 победи, а по баражите ќе стартува и разигрувањето за титулата во првата А женска кошаркарска лига.
И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температура до 28 степени. Промена на времето со локални врнежи од дожд се очекуваат кон средината на следната седмица. Почитувани гледачи, ова беа темите и настаните со кои го заокруживме и овој петок. Останете и понатаму со КТВ телевизија и имајте пријатен викенд.